Локалниот совет за превенција од пожари одржа денеска координација што беше утврдено и кои мерки ќе се преземат за спречување на пожарите во летниот период? Тоа е локалниот совет за превенција, каде учествува дел од Министерството на външни работи од одделот за превенција, по иницијатива на одделот, локалната самоуправа го свика овој локален совет за превенција, кои учествуваат неколку сегменти, Центар за управување кризи, Дирекција за заштита и спасување, противпожарна заштита, секторот на противпожарна служба и така натаму, кабинетот на градоначалникот. Направиме увид во актуелната состојба, можните опасности од пожари, на шуми, пасишта и се она што се ниви, станишта и така натаму. Со што располагаме, какви се опасностите, вие бевте присутни на дискусијата. Суштината е во тоа што ние немаме добро организирана дефинитивно противпожарна заштита концептуално и пропусти во законска регулатива. Се констатираше тоа од сите дискутанти, најверојатно во нареден период треба да се тоа усовршува и со законска регулатива и техничка подршка на самата противпожарни заштити, локалните влијанија, а пред се на шумското стопанство, бидејќи тука е генератор на сите тие опасности. Мислам, во овој момент повеќе е протоколарно да се успостави комуникација и да се синхронизира тоа делување, бидејќи соседните општини Старо Грче и Никово се тие кои имаат поголема површина на шуми и тука е големата опасност. Мислам дека на некој начин ова иницијација за натамошна наша соработка во однос на превентивниот дел, тоа ќе го направиме од наша страна како територијална противпожарна единица која има за цел да ги покрива овие области. Меѓутоа не е доволно дефинитивно. Ќе имаме контакт со Дирекција за заштита и спасување, ќе имаме со Центар за управување со кризи, бидејќи синхронизирана поголем опфат на пожари е неминовна работа. Тоа ќе го правиме, меѓутоа во секој случај на тамошниот период ќе дадеме допринос во однос на промена на некои законски акти кои ќе ги подобрат условите за превентива. Тоа е суштината на овој совет кој денеска ќе покажува интерес во пресад на очекуваните опасности од пожарите. Има ли Кумановската противпожарна единица доволно опрема и човечки ресурси за справување со пожарите? И сами ги пратите нашите активности, знаете дека противпожарните единици подпаднаа под локална ингеренција. Со презимање на противпожарните единици ние добивме габаритна средства и човечки ресурси кои како се времето одминува, ние не добивме дополнување и не го спазуваме законот 2000 глава на еден пожарникар и така натаму, тоа е некоја си норма. Меѓутоа, локалната самоуправа донесе буџетска подршка на противпожарната служба, што 30 на луѓе се на времено обработување, особено во летните периоди. Знаете, 5 години назад ние имаме таква единица која дава подршка на ние не се во стални работен однос, не добивме адекватна субституција финансиска за однос на ингеренциите кои ги имаме, меѓутоа еве со нашата буџетска подршка и тоа не е мала, негде околу 800.000 денари на месечно ниво, негде околу 10 милиони е нашата подршка буџетска за противпожарна заштита. Мислам дека на тој начин даваме на поголема сигурност, меѓутоа дефинитивно не ги решаваме сите проблеми, бидејќи техничка допременост, возилата имаме нешто добиено помош, возила кои имат многу долг, стари возила, да кажам, и замортизирани, некои сме ги ремонтирале, реновирале, добивме некоја меѓународна помош од Франција и од ОКТА, добивме, меѓутоа се тоа е во граница на символика. Она што треба да биде права подршка, се поголеми средства, многу се скапи тие возила. Едно такво возило кое е високо професионално со сите стандарди кошта на 300.000 евро, така да ние како капацитет на општина финансиски не можеме тоа да го постигнеме. Мислам дека баш ова е добар момент да се упатат некои пороки и до централната власт за таа кохабитација локална и исто така до шумското стопанство кое исто е генератор на овие проблеми и тука треба да се делува на локално ниво кај шумите, да имат своји обучени противпожарни структури кои би го одржувале тоа. Прашање на една друга тема.